Јас сум Сибела Умеровска, дипломиран економист на Економскиот факултет во Прилеп и во моментов на постдипломски студии банкарство и работена како телефонски оператор, маркетинг агент во компанијата Симпадал Телемаркетинг на 3 проекти на германски компании за странски пазар. Сабина Асанова е дипломиран професор по одделенска настава во Универзитетот Гоце Делчев во Штип, мајка на 2 деца, вработени во Национална установа Центар за култура Атрошопо во Штип како помаќ работник за човечки ресурси. Алмира е млада и горда ромка која што активно се бори за да ги оствари правата на ромите и на ромките. Имам 26 години и сум дипломирана новинарка, а моментално работам како менаџерка во младинскиот центар Сакам да знам во Шуторизари при Хера. Недовербата од страна на мојата заедница ми даваше повеќе сила, мок и потик да одам по патот кој што ќе ме води до целта кој што ја сакам да ја постигнам како млада жена ромка. Бидејќи секогаш сакав да работам многу администрација и документација, преку мојата практична настава во Стопанска банка АД Скопје, успеав по моето дипломирање и успешно поминато интервју за вработување да се вработам меѓу неколку интервјуирани кандидати. Мене најмногу во мојата работа ми исполнува кога гледам голем дел од ромската заедница се образуваат, особено девојките ромки, и секогаш ги потикнува и им велам дека образованието е клучот на иднината на секој поединец. Најмногу во мојата работа ме исполнува тоа што знам дека на крајот на денот една ромка плюс ке може да се го оствари своето право да дознае повеќе за своето репродуктивно здравје, да дознае каде може да се обрати. Јас како жена ромка се соочував со стереотипи и предрасуди во текот на моето студирање, бидејќи кога студирав јас веќе бев омажена. Нели според културата и традицијата кај ромите, дека жената, односно девојката ромка не треба да се образува, дека потребно да седи дома. Во текот на моето претходно работно искуство во банкарски сектор, често се соочував со прашање од типот дали сум туручинка или албанка, затоа што никој на прво не очекува дека и ромка може да таземе такво работно место. Како личност, денес не се соочувам со стереотипи, предрасуди и дискриминација, но сведок сум во секојдневието при работа со ромската заедница дека се соочуваат со тие предизвици. Во текот на мојата работа можам да кажам дека не се соочувам лично кон мене со стереотипи, но за жал не можам да го кажам тоа за лицата со кои што секојдневно работам. Образованието е темелот за се. Тоа ми е пораката за сите млади девојки и ромки кои што се во тек на образовен процес. Вложувајте во себе колку што е можно повеќе. Тоа не е многу на крајот ќе ви се исплати. Додека на повозрасната популација жени би сакала да им препорачам да се вработуваат. Тоа на крај ќе ви оможи да станете независни. На жените и младите ромки порачувам да чекорат под своите соништа, да ги остварат своите цели, да се едуцираат, да се образуваат и да бидат економски независни. На крајот би сакала да им порачам на девојките и жените ромки никогаш да не се откажуваат и дека силата е во нив. Никогаш да не се откажуваат од своето образование, од својата кариера, од своите дипломи, бидејќи само на тој начин ќе може да успеат и да знаат дека никогаш не се сами и дека цел куп жени стојат позади нив да ги поддржат во се. Вработена ромка е независна ромка.